Празни канцеларии и шалтери, исклучени компјутери, револтирани административци. Вработените во катастар, Фондот за здравство, ПИОМ, локалната самоуправа, министерствата, судовите, обвинителствата, но и во сите јавни институции го почна најавениот двочасовен протест. Ваква е сликата во државните институции денеска од 10 до 12 часот, каде шалтерските работници бојкотираат во знак на револт поради глувиот однос од страна на власта. Вработените во државната администрација не работеа, туку протестираа пред институциите. Бараат ниту една плата да не биде под минималецот од 18.000, како и усогласување на сите останати плати. Ако државната администрација не функционира, тогаш зашто зборуваме ние во државата како ни функционира? Сите тие што застанаат денес на овој протест, за секој предмет одговараат и кривично и материјално. Првиот човек на УПОС Трпе Дејановски вели дека вработените со години немаат добиено зголемување на платите. Тој обвини за притисоци во одредени институции. Испрати порака дека никој вработен не смее да биде казнен за тоа што протестирал. Имавме притисоци во одредени синдикални организации, таму каде што се притисоците поизразени, колегите се внатре, во сали, организирани, не им е дозволено да бидат надвор, меѓутоа пак има прекин на работен процес. Ниту еден вработен не биде засегнат со плата, бидејќи тоа се чека. Да излеземе на штрајк, а за време на штрајк да не ги скратат платите. И од Сојузот на синдикатите на Македонија бараат титно зголемување на сите плати. Зголемувањето да е од хигиеничар до директор и сите да добијат по 2806 денари. Секој работник во државата треба да биде во ова време, не време што велиме ние економска, ковид пандемија, енергетска криза, војна криза, сите да го добиеме она покачување кој го добија работниците од најнискиот ешелон. Протестот на вработените во државната администрација продолжува и утре. Граѓаните и в петок кои ќе дојдат да завршат работа во институциите, ќе наидат на затворени врати од 10 до 12 часот. Синдикалците велат ако власта продолжи да ги игнорира, протестите ќе се засилуваат наредниот период.